Рочиштето започна со доцнење, но веднаш донесе тензии и целосно негирање на вина од страна на сите 35 обвинети и дополнително правните лица. Ниту еден од нив не призна вина. Најдраматичниот момент се случи кога за збор се јави прво обвинетиот собственик на Пулс Дејан Јованов Деко. Тој ни солзи пред судиката и семејствата рече дека 9 месеци е затворен во 4 ѕида и секој ден ја преживува копната ноќ. Јованов се обиде да се поистовети со болката на родителите, велејќи и ние во нашата фамилија имаме починато и повредено лице, ја носиме истата болка. Сепак ова предизвика револт кај родителите во публиката кои му дофрлија ти ништо не знаеш. Не можам да поверувам што се случи. Јас како човек и како родител, каде што се собираа сите млади, и моите деца, за да би бил способен да дозволам да фали нешто. За да би сериозно мислите, доколку би знаел дека фали нешто, не би презал се за да се отклони на време. Сликите во судница беа потресни, еден од преживеаните се појави со поврзана глава, се уште лекувајќи ги раните, додека се соочуваче очи во очи со обвинетите. Во однос на правната стратегија, одбраната на прво обвинетиот Дејан Јованов направи голем пресврт. Неговата адвокатка директно ја посочи музичката група ДНК како виновник за пожарот, бидејќи била нивна пиротехниката. Тезата на одбраната е дека Дејан не знаел за пиротехниката, а адвокатката рече дека сите кои што ги сакавме ДНК, но нивната употреба на пиротехника била спротивна на законот. Тие тврдат дека кога претходно се користела пиротехника, собственикот Дејан секогаш ангажирал професионалец, но овој пат тоа било направено без негово знаење. Одбраната бара тој да одговара само за небрежност, бидејќи 13 години институциите му издавале лиценци и никој не му кажал дека објектот е небезбеден. За да ја добиеме правдата во овој случај, за жал со едно вакво штуро обвинение не сме на тој пат. Обвинителниот акт се е само патоказ кон правда, не е. Со еден вакав контроверзно срочен диспозитив и апсолутно неоснована правна квалификација на кривичните дела кои што им се ставаат на товар на тука обвинетите, меѓу кои и на Дејан, можеме само да броиме години во недогледност на завршница. И тоа не само што ќе задира во слободата и правата на тука обвинетите, туку ќе го разори и гневот кај оштетените, да не се лажеме. За неговиот син пак Михаил Јованов, кој исто така е на обвинителна клупа, беше кажано дека е во тешка психичка состојба со суицидни мисли, бидејќи во пожарот ги загубил својата девојка и најдобриот другар. Судењето не помина и без скандал. Уште на самиот старт судиката Дијана Груевска-Илиевска откри дека при претрес во ќелијата на обвинетиот Џеваир Камбери, кој што бил службеник во Министерството за економија, биле пронајдени 13 мобилни телефони и лаптоп. Камбери пред судот даде бизарно оправдување, ги најдов таму кога влегов во ќелијата, на што судиката остро му возврати дека му следи самица. Камбери инаку се противи дека земал мито за да издаде фалсификувана лиценца за дискотеката. Вина негираше инженерката Милка Ендровска, обвинета дека го направила лажниот проект за дискотеката, а нејзината одбрана тврди дека таа била ангажирана само за паркингот во надворешниот дел, а внатрешност е дизајнирал архитектот Виктор Апостолов, кој пак воопшто не е обвинет. Ендровска директно му се обрати и на Деко во судница, барајќи да биде искрен и да каже каков проект се барало од неа. На крај вреди можеби да се издвои и изјавата на адвокатот Благо Јованов, кој упати остра критика кон правосудниот систем, велејќи дека на сите рацете ни се крвави затоа што молчевме толку долго, обвинувајќи го обвинителството дека ако си ја вршило работата во 2012 година, можеби Пулс денеска немало да постои и трагедијата на 16 март не би се случила. Стеното рочиште закажано за во четврток.